Четврток, 1 август 2024, дневник на КТВ. Вчера 28 пожари на отворено се повредиле пожарникари од Кавадарци. Кожувчанка донираше 15.000 литри вода за општина Пехчево. Кавадарци интензивно работи на проектот за гасификација. Општина Кавадарци објави јавен повик за лица кои имаат потреба од личен асистент за поддршка за самостојно живење. Вкупно 28 пожари на отворено го одбележаа изминатиот ден. Пожарникари од Кавадарци кои биле вклучени во гаснењето на пожарот во Светиниколското село Орел се повредиле откако нивното возило се превртило. Ситуацијата со пожарите низ цела држава, во која веќе подолг временски период се наоѓаме, не остава рамнодушни. Последниот пожар кој го зафати Пехчево и околината го остави овој крај без вода за пиење. Кожувчанка ДОО вчера итно испрати 15.000 литри вода, донација на општина Пехчево. Уште во 2020 година општина Кавадарци изработи целосен проект за гасификација. Градоначалникот Митко Јанчев вели дека сериозно се работи на отпочнување со реализација на овој проект, зашто веќе општината има градежна дозвола, а неодамна се формира јавно предпријатие Кавадарци газ. Ние во 2020 година изготвивме проект комплетен, инфраструктурски изведбен проект за гасификација на општина Кавадарци. Проектот го имаме, градежна дозвола ја имаме. Целиот проект е со процената економска вредност од 2,5 до 3 милиона евра, зависност од пазарот или на економија и движење на берзата на цените на материјалите. Тоа почнува со подстаница, изградба на подстаница. Од таа подстаница дистрибуција на газ низ територијата на општина Кавадарци. Анкета направивме, повеќе од 80% од луѓето се за приклучок на газ. И тоа ќе биде голем благодет за да ние до секое семејство донесиме гасификација и донесиме газ. Газот во моментот е енергенс кој што е поевтин и од струјата и од нафтата за грејење. Можеби малку делумно е поскап од дрвјата, меѓутоа е многу подостапен, многу полесен за работа и не е толку макотрпен како што се дрвјата. Овој проект го почнуваме од јануари месец 25-та со добивањето на втората транша од 125 евра по глава на жител. Го тендерираме во две фази. Значи проектот ќе го работи во две фази, тоа што е проект кој што нема да трае помалку од 2 години изведбено да се изведи, затоа што имаме на 40 км линија, примарна, секундарна линија, индустрија која што баш треба да извоиме од стамбено и колективно домување. И прва фаза ќе го направиме примарната мрежа. Цел град ќе се добие примерна мрежа и после секундарни приклучоци и сите други ќе се довршат. Тоа нема одредено се уште цена на приклучок, колку ќе чине? Во моментот направивме предпоставено координативно бесплатно тело, нагласивме вршител на должност од општина Кавадарци вработен кој што ќе раководи со тоа предпријатие до негово стартирање со работа, да не ставараме трошокови да ставаме други луѓе. И парципативно тело од 4 стручни лица кои што ќе направат економска анализа и материјална анализа на приклучок и во делот на потребите на самите граѓани. Многу интересно што нашиот проект е иновативен, односно е модерен проект. Што значи тоа модерен проект? Го земавме примерот на Австрија. Значи проектирањето е таму кај што имаме индивидуално домување и носиме газ на сите луѓе на домаќинствата. Индустријата ја кажавме, јавните институции ги кажавме и со тоа ние ќе постигнеме со индустријата да имаме потрошувачка континуирана 12 месеци на газ, каде што самото јавно предпријатие ќе биде рентабилно. Граѓанството претежно ќе очекувам да биде газот за затоплување, меѓутоа со тек на време ќе смениме културата и навик, така да можеме и готвењето, и бојлерите за затоплување и сите други инструменти кои што може да се пренаменат на газ да бидат пренаменети. Ми беше да кажем во делот на колективното домови. На сите стамбени единици, поготово во новиот центар каде што е претежно колективно стамбено домување, со над 4 стамбени единици, секаде ние имаме предвидено гасификација до секој стан, меѓутоа имаме и централно загревање, топлификација предвидено.
Што значи тоа? Тоа значи дека секоја зграда ќе се добие индивидуално котле на газ, ќе биде собственост на јавното предпријатие, и они ќе имаат два основа. Еден основ да добијат газ и да го трошат газ, а другото ќе биде топла вода за топлување, која што ќе ја добиват по метар квадратен за загревање. И мислам дека тука ќе биде прав погодок, затоа што колективното загревање на над 6 стамбени единици во едно централно котле кошта 30% во старт поевтино, него секој индивидуално да купува котле, и да се загрева. Тоа можеме да го направиме на секоја индивидуална зграда од над 6 стамбени единици и ќе го пренамениме. Иначе им биде прво голема гордост кога ќе го гасифицираме кавадаци и кога ќе постигнеме тој газ да го користат нашите сограѓани и да го видат благодетот од цела ситуација. И економска исплатливост, хигиена на воздух. Хигиена и на металниот воздух, меѓу тоа и комплетна хигиена на градот, а и повисок стандард на граѓаните. Буквално стандардот на граѓаните ќе биде на повисоко ниво. Не треба да мислиме сега, не знам, дрвја донеси шумско стопанство, па не донеси, па да ги складираме, па кај ќе ги складираме, па се дојде во 16, па затворени улици, така да мислам дека тоа е минато време. И што би кажал, ако постигнеме ние во општина Кавадаци над 80% да населението користе гасификација и алтернативно гориво за загрејање, јас сум присталица да, кога би постигнало 80%, да градското подрачје комплетно со генерална организација го забраниме грејењето на дрва. Нормално тоа од селските средини и у приградските може да се функционира, меѓутоа ако успееме ова да го постигнеме и биде економско исплатливо за граѓаните, не гледам причина зашто не го направиме тоа. Општина Кавадарци објави јавен повик за лица кои имаат потреба од личен асистент за поддршка за самостојно живење. Општина Кавадарци во рамки на програмата Општинско корисна работа во соработка со програмата за развој на Обединетите нации UNDP објавува јавен повик за пријава на лица кои имаат потреба од асистент за поддршка за самостојно живење. Се повикуваат лицата кои имаат потешкоти и самостојно да ги извршуваат основните екзистенцијални потреби, стари, изнемоштени лица, лица со телесна или ментална попреченост, да се пријават во граѓански центар на општина Кавадарци или на телефонскиот број 043 416 145. Оваа социјална услуга е насочена кон подобрување на квалитетот на животот на лицата кои имаат потреба од дополнителна помош во секојдневните активности. Лицата кои ќе се пријават по јавниот повик ќе добијат обучени лични асистенти кои ќе обезбедат поддршка и помош според индивидуалните потреби на корисниците. Личните асистенти им пружат елементарна помош, инструментални активности и се грижат за лицата кои не можат самостојно да ги извршуваат основните инструментални активности во домашни услови. Секој граѓанин на општина Кавадарци заслужува достоинствен и независен живот, велат од општината. Градежна група на ЈП Комуналец Кавадарци врши бетонирање на дел од тротоарот на улицата Игман, исто така се работеше и на мулчирање на вегетацијата од патните правци за поголема безбедност во сообраќајот. Земјоделството е еден од приоритетите во ребалансот на буџетот за 2024 година. За жал, земјоделците беа заборавени во буџетот, па така нивните законски права, односно обврските, кои треба државата да ги исплати на нивните сметки, не беа планирани од страна на претходната власт, вели Зоран Јованчев, пратеник од ВМРО ДПМН. Се декларираме за земјоделска држава и тоа е така. Но при тоа заборавиле дека 3 милиарди и 700 милиони денари не исплатиле субвенции на земјоделците. Замислете, парите кои што законски му следуваат на земјоделците, овие ја научиле финтата лева рака, десни джеб, парите ги нема. Сега, тука е ВМРО ДПМН и коалицијата, со овој ребаланс на буџетот, да ја искоригираме, да ги оваа ситуација, да ги алоцираме средствата на вистинското место и да почнеме да ја доаѓаме ситуацијата, да ја правиме ситуацијата во вистинската насока, односно да фаниме прав колосек. Наш главен приоритет покрај грижата за работниците и работничките права ќе биде
и интересот на македонските компании, истите тие да растат. Затоа што колку побрзо растат компаниите, односно економијата, толку повеќе приходи ќе имаме и во самиот тој буџет, односно во овој нашиот македонскиот буџет. А колку повеќе приходи, нормално е дека ќе имаме и толку повеќе инвестиции. А следствено на тоа ќе имаме повеќе плати и за вработените, и за земјоделците, и за образованието, и во здравството, и за пензиите. Сега кога сме кај пензиите, велевте дека тоа е утопија, дека може да се покачат пензиите за 5000 денари. 5000, ама на два пати, се извинуваме, на два пати. 2500 евра сега со овој ребаланс на буџет, уште 2,5 во март месец, 5000 денари за секој пензионер. Ветеното за 12 месеци ќе го завршиме нешто помалку од 9 месеци. Ако има двајца пензионери во семејството, тоа се 10.000 денари. И сега упатувам едно јавно прашање до сите овие 10 луѓе кои што се потпишани на овој амандман. Ако толку се грижите за вработените, ако толку се грижите за Република Македонија, односно за компаниите и така натаму, дали ќе го гласате овој ребаланс на буџет? Бидејќи со овој ребаланс на буџет ги исправаме и вашите грешки кои што ги имате направено во овие последни 4 години. А тоа е, предвидовме и ќе ја завршиме работата со исплатата на платите во Македонски шуми, во водостопанство на Република Македонија, како што кажав, пензионерите ќе си добијат онаа кое што го ветивме, 2500 денари, 100 милиони евра за општините. ВМРО ДПМН се спротистави на интересите на земјоделците со одбивањето на 3 клучни амандмани предложени од СДСМ, вели поранешниот министер за земјоделство од СДСМ Љупчо Николовски. Минатата година исто така не беа 23-та година, заради тоа што збориме за еден тест период во кој што се применува новиот модел на субвенционирање. Исто така од почетокот на годината не беа предвидени. Тоа ништо не е страшно и тоа не е баук. Ние треба да се бориме и е обврска на секој министер, на секој пратеник, на секој функционер и да се бори постојано за повеќе пари во земјоделството. И токму затоа постојат ребаланси. И ние денеска поднесуваме амандман за авансна исплата од 30%, за кој што се сака да се каже дека се тоа долгови пренесени обврски, што е лага, заради тоа што, почитувани, овие обврски се уште не се создадени. Зошто не се создадени? Заради тоа што земјоделците уште трае рокот, еве до денес, со продолжувањето на рокот за пријавување на субвенции за 24-та година. Согласно законот, овие субвенции треба да се исплатат следната 2025 година до крајот на јуни. До 2017 година нема ниту една година во која што е испочитуван законскиот рок за исплата на субвенциите до 30 јуни следната година. Последните години може да проверите дека сите исплати на основни субвенции по грло и по површина се во законски предвидениот рок. Значи за оваа година субвенциите по програма се исплаќаат следната година. Меѓутоа, заради тоа што уведовме нов модел на предвремена авансна исплата на 30% од субвенциите кога на земјоделците им се најпотребни, и тоа го тестиравме во 2023 година, и тогаш не беа на почетокот на буџетот. И тогаш не беа средствата доволни или земјоделскиот буџет доволен за да се исплатат сите обврски со земјоделците. Меѓутоа, немаше ниту една година од 2017 навака во која што не се додава милијарда и пол и со репрограм милијарда и пол или 2 милијарди кон земјоделците. Затоа и 2023 година не со ребаланс средствата беа обезбедени во декември, ама беа обезбедени. Се боревме да бидат најдени, да биде земјоделството приоритет и да бидат обезбедени. Се обезбедија во декември 2023 година, иако ги немаше на почетокот на годината, меѓутоа со тоа овозможивме за прв пат да го промениме популистичкиот, гуроевистички модел на субвенционирање на се и се што во државата, модел на
селективна исплата на субвенции, на ненавремена исплата на субвенции, да го замениме со модел на подпишување на решение за исплата на субвенции во еден ден за сите лозари, во еден ден за сите тутунари, во еден ден за сите поледелци. И нема потреба никого да се убедува оваа работа, заради тоа што земјоделците ја знаат таа пракса и се научија дека на Свети Трифун ги добиваат субвенциите лозарите и дека во следните 2 месеци без никаква селекција ги добиваат и сите останати. 100 милиони евра мерки во време на ковид со СДС завршија во фирмите блиски до СДС и ДУИ, обвини на денешната пресконференција портпаролката на ВМРО ДПМН Марија Митева. 100 милиони евра за наводна помош на компаниите, но никој не знае зашто, како и кај кого завршиле овие пари. Е само уште еден доказ за ограбена држава. Според власта на СДС и ДУИ, уредбите со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор требаше да биде и погодна за 87% од компаниите. Но каде завршуваа парите? Најверојатно се мислеше на ИГМ Еленица, која беше едно од предпријатијата добитник на државна помош за исплата на минимални плати за време на кризата предизвикана од коронавирусот. Со акционерското друштво управува Трајче Заев, братучедот на Зоран Заев, додека Вице Заев, братот на тогашниот актуелен председател, беше член на управниот одбор. Вака завршуваа парите од така наречената државна помош. Дополнително, дека мерките не вродија со плод, говори и фактот на бројот на затворени фирми во пост-ковид годините, 2021 и 2022 година. За овие 2 години, вкупно се затвориле близу 14.000 фирми. Па тука сосема логично се поставува прашањето: каде завршија 100 милиони евра државна помош за компаниите, ако имаме вакви статистики и бројки кои го покажуваат спротивното? СДС и ДУИ, манипулирајќи на овој начин, со години ја трошаат државната каса за своји приватни цели. Суровоста на математиката го потврдува тоа, а фактите се следни. Наместо за народот, парите завршуваа кај фирми блиски до власта на СДС и ДУИ. За ова одговорност мора да има. Продолжуваме со информации од спортот. Драган Марковиќ Марка ја презеде клупата на кавадаречкиот суперлигаш. Искусниот босански стручњак најавува интересна сезона во сите сегменти. Па добро, прije svega јако сум сретен да се Пред се многу сум среќен што можам да се обидам во македонскиот ракомет. Се разбира, јас како дете израснав на овие простори и многу добро го познавам македонскиот ракомет. Знам дека лигата е една од најсилните во регионот, ако не и најсилна. Не очекува сигурно интересна сезона, многу големи надпревари, па дури и во Европа. Не добивме баш најлесни противници и од таа страна ќе имаме мощна и интересна сезона за сите нас. Колку имаше пред да дојдеш познавање за оно што се случуваше во македонскиот ракомет минатата сезона? Јас сум присутен на овие простори малку подолго. Јас со Борац од Бања Лука играв Сеха лига во 2012 година. И од 2012 кога се вратив на Балканот, малку повеќе сум присутен во македонскиот ракомет. Имам мои пријатели кои водат клубови, кои работат, потоа суди. Јас имам големо искуство во Македонија, се разбира, пратев ми доста ракометари кои беа интересни за мене. Имав можност да со Динамо од Панчево минатата сезона и одиграм со неколку македонски екипи. Игравме со Алкалоид, игравме со Охрид, одигравме уште неколку надпревари, така да многу добро ја познавам лигата и знам дека ќе биде мощна, интересна и силна лигата сезонова. Колку се задоволен од играчкиот ростер што го добиваш? Очекувам сигурно уште 1 до 2 засилувања да одработиме на таа тема и очекувам Симич и Обина да се вратат здрави, зашто ако сме комплетни, тога сме сериозни, а вака ќе мора внимателно да влеземе во сезоната пред се да ги сочуваме играчите кои се носители на играта. Ни кажа дека во првиот тим се вклучени неколку младинци, млади ракометари. Колку си застапник ти на тоа да им се дава шанса на младите ракометари? Па добро,
Јас сум можеби еден интересен тренер за овие простори. Некој ќе рече дека тоа е храброст, а јас велам дека тоа е иднина. Јас тоа го направив и со Борац во Бања Лука, па дури и со Динамо во Панчево, така да и овде ќе приклучам цела една млада постава која ќе ги помине подготовките со првиот тим. Тоа се, јас сметам од 7 до 10 играчи кои мора да бидат во составот на првиот тим и мислам дека тоа е вистинска насока да тие станат добри играчи. Ве чекаат пред почетокот на првенството настапи на два турнири, ќе играте во Прилеп, ќе играте и во Охрид. Се радувам. Јас сум некако редовен учесник на турнирот во Струга. Јас некаде далечната 1986 година дебитирав за Борац од Бања Лука. Гостував со полскиот тим Азоти. Минатата година бев со Динамо Панчево. Правило е да и оваа година сега со Тиквеш играм на тој турнир кој е исклучително силен и има голема традиција. А од друга страна финиш и вториот турнир во Прилеп, кој ќе биде генерална проба пред првенството. Меѓутоа, тука доаѓа и настапот во Еврокупот, противник грчката Драма, првиот противник. Грчкиот ракомет во последно време се движи во нагорна линија. Ние не смееме да ја подцениме таа екипа. Нивниот најдобар играч, десниот бек, замина во германската прва лига. Така да без разлика имаме сериозен противник во првото коло и ако даде Господ да го поминеме првото коло, уште потежок противник во второто коло. Но не се непобедливи. Сигурно ние ќе им бидеме потежок противник за нив отколку тие за нас. Сепак норвешкиот ракомет е норвешки ракомет. Тие се силни, гледајќи нивната репрезентација, но јас водејќи репрезентацијата на Босна и Херцеговина се имам сретнато со екипи од оваа земја и мислам дека можеме да им парираме. И тие ќе имаат голем противник во нашиот тим. Тие ќе имаат тешка задача со нас, бидејќи тие мораат, а ние не мораме. И воопшто нема да им биде лесно, иако се фаворити, но ако прво дојдеме до таа средба. Ако ми доđemo до njih, jel? Во локалната контролка ГФК Тиквеш го совлада Вардар Неготино со 5-1. Стрелци на головите за кавадарчани беа Ѓоргиев и Спахиу по 2 пати и еднаш Тасев. Македонските фудбалски прволигаши и второлигаши полека, но сигурно привршуваат со подготовките за новата сезона во МАК фудбалот. Вчера контролен надпревар одигра вечните локални ривали од Тиквешијата, прволигашот Тиквеш и второлигашот Вардар од Неготино, во кој прволигашот беше подобар и тоа со убедливи 5-1. Стрелци на головите за кавадаречкиот тим беа Ѓорѓиев и Спахиу по 2 пати, како и Тасев еднаш. Следната контрола за ГФК Тиквеш е надпреварот овој викенд, или поточно во недела, и тоа против Гостивар на стадионот во Маџари. Бошко Илиев го исплива својот јубилеен 150-ти маратон. Во чест на 121 година Илинден, нашиот маратонец исплива 121 должина од кавадаречкиот олимписки базен. По втор пат со оваков повод, со ваква порака, значи во чест на нашиот Илинден, пред 4 години време на короната која не се одеше нигден, беше 117 пати, сега за 4 должини плюс 121, затоа што сум и помлад, нели 4 години. И така да добро беше, пријатно. Времето одлично ми послужи. Не дај Боже на маше грмотевици, дождови и така натаму. Водата нормално базенска, мирна, солидно топла, 22-23 степена, идеално за пливање. А времето на испливување? Времето на испливување подобро од минатиот пат. Негде мислам 2.24, не знам колку секунди деца кажа. Минатиот пат беше 2.31, значи едно 6-7 минути подобро и тоа. Добро, 4 години си помлад, не? Точно. Сепак не застануваш тука, јас еднаш реков водата стои, Бошко не стои, веќе во петок те гледаме на Горица. Да, во петок го пливам по 7 пат нашиот мал маратон во Охрид, Горица Охрид, еден традиционален убав маратон во едно наше прекрасно езеро. Таму учествуваме седми пат последните 2-3 години повеќе како највозрасен надпреварувач.
И така да чест ме и задоволство што бас на нашиот најголем празник Илинден ќе настапаме таму. А веднаш по Илинден ќе се вратиш на твоите почетоци во маратонското пливање, ќе пливаш на првиот меѓународен маратон што воопшто си го исплива. Да, одам на размислов нешто и други варијанти, но се одлучив за ова варијанта, малку со малку возење да кажам. Во Шабац одам на 10 километра патека од Јарак до Шабац, односно негден половина од тоа. Ја пливав пред 22 години точно цела патека 19 км, сега се одлучив за 10 км и мислам за моја возраст и за вакви околности, жештини и сам возам и така натаму е доволно. Има ли надеж за кавадаречкото пливање? Па не знам дали да бидам искрен, како да кажам. Секој си бил искрен. Секој сум бил искрен, гледам, морам да бидам искрен, морам да кажам дека малку сум и незадоволен за тоа што многу малку и посетители, очекував малку повеќе и дечиња и пливачи и други посетители, затоа што ова јас сепак не го правам за мене, јас имам многу маратони, го правам сепак со една порака да се афирмира пливањето, младите да го практикуваат, овој е еден од најздравите, ако не и најздрав спорт. Доктор Бошко ни приреди денеска големо задоволство. Ја на него сум му благодарен што овие наши манифестации оправдува спортот во градот. Обично пливањето е спорт што го сакаме сите и јас го сакам. Не го практикуваме многу, али го сакаме. Честа е падната денеска на мене у име на градоначалникот и на Советот да го почестиме докторот со едно признание, со една диплома, со една плакета. Го почитувам ради тоа што тој и професија е доктор и пливач, али причината е у тоа што тој има долга кариера во спортот. Значи, спортистите што има долга кариера, многу ги почитувам и за тоа многу сакам да го гледам како плива и да се дружам со него. Таа е суштината. С оглед на фактот што и ти си спортиста, нели, само ќе те прашам, како да го активираме пливањето кај помладите генерации? Па сега вака, јас сум спортист во години, и мојата кариера е долга, али нашиот спорт е краток, тоа него е пливањето. Наша обврска на сите повозрастни спортисти во сите спортови, ги почитуваме сите спортови подеднакво, го практикуваме каратето, тој пливањето, другиот кошарка и фудбал. Ако не сме направили позади нас ученици, значи што го продолжат нашето школо, нашата работа, тогаш не сме направили ништо и тогаш нема да прекинеме со спортот. Значи, врската ако ја завршиме да најдеме соодветна замена, можеме да одиме во пензија, ако не нема пензионирање. Има плива на стари години до 100 години. Времето утре ќе биде сончево и многу топло, попладне со мала до умерена облачност. Во северните делови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и услови за краткотрајно невреме. УВ индексот ќе биде 9, а температурата до 39 степен. Во деновите од викендот, особено во сабота, во попладневните и вечерните часови на места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално ќе има невреме со интензивен пороен дожд, грмежи, силен ветер над 60 км на час и појава на град. Го гледавте Дневникот на КТВ, ви благодарам за вниманието, ви посакувам секое добро.